Веднаш по завршување на воредната состојба предизборните активности треба да продолжат, смета политичкиот аналитичар Љубиша Николовски. Според него, процедурата треба да продолжи таму кај што застанала. Нема друга опција освен по автоматизам да се продолжи таму кај што е застанала. Да ги слушам коментарите на експертите блиски до ВМРО. Да помага дека процесот треба да почне од почеток. Она што е прашање од кој почеток треба да се почне и она што е најбитно е кој треба да одлучи, дали е тоа некоја правна инстанца или сепак се работи за политички договор меѓу лидерите на политичките партии кои што на некој начин го крајот на годината и се договорија за терминот 12 април. Значи, ние се трудиме да најдеме правна разврска и разрешница. Во меѓувреме, овие 2 дена СДСМ покренува иницијатива и го убедува Талал Џафери повторно да го свика веќе распуштеното собрание. Зошто? Јас сметам дека собранието и може и треба да се свика, заради тоа што ние влеговме во една здравствена криза во моменти кога беа распишани избори во нашата земја, парламентарни, во моменти кога имаме преодна влада, и сметав дека е од исклучителна важност собранието да биде активно. Од друга страна, правни експерти сметаат дека процедурата околу изборните рокови треба да започне од почеток. Прво, со уредба со законска сила, владата не може да и наложи на Државната изборна комисија да ги запре, односно да ги продолжи изборните действија. Второ, она што е уште позначено е дека немаме утврден нов изборен ден. Сметам дека изборните действија треба да почнат од почеток, затоа што имаме период од неколку месеци во кои меѓу другото или најважниот чин кој што треба да се направи или действие е ажурирање на избирачкиот список. Дали овие спротиставени мислења многу лесно може да искреираат нова политичка криза? Крвените ставови се толку спротиставени што ние на некој начин на среќа во наводници од здравствената криза со вирусот, ние не се наоѓаме во политичка криза. Инаку изличиме веднаш по излегувањето од коронавирусот кризата ќе не идеме повторно на една правно политичка криза. Таа иницијатива која што е врзана со повторно свикување на собранието е доставена до поранешниот претседател Талал Џафери и веројатно процесите ќе се движат во насока на повторно продолжување на работата на собранието, нешто што е неуставно. Од тука мислам дека тие работи кои што ги прави власта во овој момент може да донесат до уставна и политичка криза, односно може да не доведат до уставен и политички ќорсокак.